Министерката за труд и социјална политика, господја Шахпаска, на почетокот на мандатот излезе со најава за нов закон за работни односи. Што се случува на тој план и докаде се измените на законот за пензиско и инвалидско осигурување? Законот за работни односи, ние многу пати сме кажале дека овој закон е веќе желба на многу министри наназад да се донесе нов закон за работни односи. Но морам да напоменам на почетокот дека во нашиот закон за работни односи се имплементирани сите европски директиви и сите препораки и конвенции на Меѓународната организација на трудот. Во делот на синдикалното организирање, во делот на колективните преговори, во делот на одмори, паузи, прековремени работи и така натака и така натака. И ние на почетокот, нели, претходната министерка кога почна да го работи овој закон, кажавме дека за да имаме нов закон треба да се измени повеќе од 30% од одредбите на тој закон. Ние не гледаме дека 30% од одредбите на тој закон ќе се изменат и го кажавме дека имаме потреба од 10-15% само да ги смениме оние номотехнички грешки во кои што постојат во законот со одредени измени кои што се вршеле низ годините. Мислам дека има 22 измени на законот за работни односи и дека овој закон треба да претрпи само мали корекции, да се скрати во делот на објаснувањата на некои права на работниците кои што во едно подглавје се објаснуваат на овој начин, во друго подглавје на друг начин, во трето подглавје на трет начин, дека тоа треба да го собереме да се синхронизира, во едно, да се синхронизира и дека тука нема потреба повеќе од 15-20% менување на одредбите од законот, но очигледно дека мислат дека нов закон ќе донесе некој нов успех или ќе бидат запишани во историјата на Македонија дека еве донеле нов закон за работни односи. Дали имате некаков предлог од тој закон како информација или? Ние учествуваме во работната група на изработката на тој закон. Можам да ви кажам дека секоја недела која што се собира таа работна група, не можат да се договориме па не за повеќе од 5 членови во ОД. Знаеме колку е огромен закон од 300 и кусур члена, ако продолжиме вака ќе го направиме 500 и кусур и ќе биде еден комплексен, а нема да биде европски, каде што треба да скратиме некои одредби од тој закон, ако носиме нов, тогаш треба да го скратиме, да биде едноставен, функционален, да му даеме шанса на колективното договарање, да даеме шанса и на работниците и на работодавачите сами да си ги уредуваат правата. Ова треба да биде една општа рамка, како што е сега во Европа, а не да биде некоја комплексна рамка и да се користи за популистички цели. Очигледно дека некој тоа го препознал како потреба и на бизнисот и на работниците, го форсира да се работи. И од друга страна можам да кажам дека во последно време гледаме дека многу проекти се уклучуваат и многу целни групи се уклучуваат во тој закон кој што немаат додирна точка или не ги засега тој закон за работни односи, ги засега, но некако организации, така да можам да кажам дека се ствара една летаргија, една конфузија во изработката на законот. Не верувам дека и цела 2021 година ќе се заврши. Ќе се заврши од причина што не ја доловуваме онаа суштинска потреба ако носиме нов закон. А ако го менуваме овој, кажавте, значи во кој дел треба да се смени, во исправката на новотехничките грешки, скратување или менување на одредени одредби кои што не ги прекорачуваат оние 30% од за да се промени целиот закон. За да се промени целиот закон. Министерот за информатичко општество и администрација повторно го актуализира проблемот со прекубројната администрација. Вие во минатото имавте низ активности преку кои се спротивставивте на оваа идеја. Имате ли информации што е превземено и што е она кое што е предложено до сега? Ова прашање, значи во денешница несува многу конфузија во делот на јавниот сектор, од причина што претходниот министер протежираше нешто друго, не гледаме иницијатива или нешто суштинско што е предложено од оваа страна во делот на менување на Законот за административни службеници и реформа на јавната администрација. Зашто не гледаме? Затоа што од една страна кажуваат дека 2021 ќе ја поминеме во
сместување на оние 2000 вработени согласно рамковниот договор кои што треба да го најдат своето место во јавниот сектор, а после ќе продолжиме со кратење на јавната администрација. Предложивме ние наш предлог, значи имавме наш предлог во тој дел како треба да се направи реформата во јавната администрација. Значи тоа беше во 3 чекори. Првиот чекор е преку предвремено пензионирање на вработените во јавниот сектор со посебен закон, кој што на 64 години ќе добијат полната пензија, ќе се намали бројот на вработени во јавниот сектор, реорганизација и оптимизација на јавниот сектор и третиот чекор беше дигитализација на јавниот сектор. Тоа се 3 чекори што треба да се направат за реформите во јавната администрација, но очигледно се нема слух, се нема сенс, или можам да кажам слободно дека декларативно се говори дека ќе се прават реформи или дека ќе се намалува јавниот сектор од две причини. Првата причина е што немаат конкретни чекори во кои што ќе се преземат, не се вклучени синдикатите во јавниот сектор. Еве ние како во тие реформи, еве ние како КСС, кои што сме најголемиот синдикат во јавниот сектор, убедливо најголемиот синдикат во јавниот сектор. И од друга страна гледаме еден нов буџет каде што имаме одвоено прилично солидна сума на пари за повторно вработување во јавниот сектор, значи за нови административни службеници. И на крајот на годинава повторно гледаме дека имаме еден куп погласи за вработување во јавниот сектор кога имаме една здравствена криза, кога имаме еден огромен проблем со буџетот каде што државата се задолжува за да исплати плати и пензии, а од друга страна имаме еден намален обем на работа, каде што законот кажува дека доколку престане причината на определено работно време, престане причината за вработување, тогаш автоматски следи отказ. Гледаме дека и тоа не се приминува. Дали е кршење на законот, дали е кривично дело или не, има надлежни институции во Македонија кои што треба да кажат. Но очигледно дека манипулацијата која што ја прават, која што е многу битна за обичниот граѓанин, затоа што во изминативе години е многу напаѓан јавниот сектор и јавната администрација ја прават многу вешто, но оваа година се случи уште еден феномен кој што верувам дека ќе им биде прилично голем и сложен проблем, а тоа е дека многу стручни работници во јавниот сектор кои што треба да ги водат и кои што можеа да бидат лидери во водењето на преговорите со Европската унија, ја напуштија јавната администрација, дел отида во приватниот сектор, дел отворија сопствен бизнис, а дел ја напуштаат и државата, што е многу жално. Не знам колку се свесни околу овие проблеми, но мислам дека стручноста на делот на администрацијата ќе им биде голем проблем во следниве години, затоа што сме кажале многу пати. Администрацијата е на тоа ниво со плата во која што дел од неа, каде што работат оние со средно образование, кои што се 60% зимаат близу минимална или минимална плата, а делот кај што работат со високо образование, како советници, соработници, се негдека на ниво на просечна плата или подпросечна плата. Што морам да кажам, сме единствена држава на Балканот, каде што платите на јавниот сектор и јавната администрација се пониски од просечната плата во државата. Колку што ве разбирам, од една страна 2000 работници треба да ја напуштат јавната администрација, као се вишок и како да се непотребни, а од друга страна има план каде што не да ја напуштат, тие се 2000 работници кои што во јавниот сектор кои што се запослени по основ на рамковен договор, седат дома и земаат плата. И сега треба да се распоредат во јавниот сектор. Така. Така. А од друга страна имаме потреба од вработување. Малку е конфузно. Кажуваме ние дека е конфузна ситуацијата во реформите во јавниот сектор. Очигледно дека се нема план, се нема визија, се нема идеја. Тоа се потврдува тоа што го кажуваме ние. Секој нормален кој ќе размисли од една страна имаме работници, од друга страна вработуваме,
па пријавуваме огласи, па во новиот буџет има прилично солидна сума за нови вработувања. Со која цел го прават сето тоа? Па тоа е популизам, тоа е политичките партии го употребуваат со цел за да создадат нови гласачи, нова подршка за нив во иднина и да ги држат работниците под некој политички притисок, каде што се случува нов момент во делот на работењето на јавната администрација, а тоа е, ние го истражувавме пред почетокот на пандемијата и го кажавме јавно дека вработените во јавниот сектор работат под стрес. Работејќи под стрес нема резултати, нема ефект, нема позитивен ефект. Може нема реформи. Да, така. Кажете ни во каква состојба се наоѓа синдикалното организирање во Македонија, гледајќи од денешен аспект, со оглед на тоа дека во минатото имавте доста непријатности. Позадина се исто така и година која што беше тешка за многу работници, го изгубија своето работно место. Што превземавте во тој дел за да се зачуваат бизнисите? Можам да кажам дека синдикалното организирање во држава, ако се вратиме во минатото и знаеме од кога се неговите зачетоци, значи од минатиот век, можам да кажам дека во овој момент е најслабо во историјата на државата. Од причина што синдикатите се разединети, а тоа го прават политичките сили во Македонија, затоа што со одредени бенефиции на одредени синдикални лидери ги ставаат по своја контрола и ја губат смислата на своето организирање и зашто се всушност создадени. Но можам да кажам исто така дека синдикалното движење е на најслабо рамниште и во однос на членување во синдикатите во историјата на синдикалното движење во Македонија. Многу се радувам и среќен сум што постои Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, која што е формирана 2005 година, и тој плурализам во државата донесува да не можат целосно да го растурат това синдикално движење, затоа што и ние како синдикат сме покажале во минатото дека не потпаѓаме под политички притисок и дека се бориме за работничките права во вистинска смисла на зборот и дека работниците го наоѓаат своето прибежиште во оваа конфедерација, значи во овој синдикат како вистински заштитник. Делот кај што синдикалното движење е слабо се користи во оној дел на социјалниот диалог, каде што може сега да се манипулира, каде што може да се протуркаат некои популистички мерки во делот на вештачко растење на минималната плата, кој што е една од основните алатки за која што ние како синдикат се боревме од самото свое формирање. Можам да кажам дека добар е процентот кој што е на кој што е нивото на минималната плата, скоро 55% од просечната плата, не дека сме тука во склопот на директивите што ги препреќа Европската конфедерација на синдикати, но морам да кажам дека од нас како алатка, како синдикати и како работници е одземен. И сега ние доаѓаме во ситуација да имаме милост и немилост, или како тоа да ни е подарено од власта во цел на популизам, во цел на предизборни ветувања и така натака, а не е тоа наша заслуга. Тоа се потребите кои што ги има секој работник во државата, тоа се заслугите на секој еден синдикалец кој што во минатото и преговарал за минималната плата, но и се борел во државата се изгласа закон за минимална плата, во кој што точно пишуваше во кој процент и како треба да расте таа минимална плата. Не е проблемот на минималната плата во државата. Значи имаме еден друг проблем што треба да го разберат работниците, тоа е невработеноста. И секоја влада која што ќе се бори да ја намали невработеноста, по автоматизам се бори да ја покачи и платата на работникот, затоа што во тој случај се згуснува
Значи, концентрацијата на пазарот на трудот, се помалку работници и платите растат природно. Значи, ние многу пати сме го кажале проблемот и кажуваме на каде треба да се насочиме како држава, како социјални партнери и во кој дел треба да се одвива социјалниот дел. Намалувањето на невработеноста е основен предуслов за растење на платите во нашата држава. Сето друго е само популизам и можам да кажам слободно мачкање очи. Кои се вашите приоритети во следната година и што ќе превземете и предложите за зачувување на работните места и унапредување на работничките права? Приоритети Конфедерацијата на слободни синдикати има многу. Пред се можам слободно да кажам во делот на Законот за безбедност и здравје при работа, каде што, знаете, многу иницијативи наши, каде што баравме COVID-19 да се прифати како професионално заболување на сите работници. Да сите работници. Од една страна, во еден период беше прифатено, па после добивме информација дека ќе биде за сите работници, па на крај дојдовме до информација или уредба во која што се венуваше неколку пати дека се само здравствените работници. Во делот на обезбедувањето на пристојни и здрави и безбедни работни места, баравме да се направи дополнителна проценка на ризик на работното место со изјава за безбедност согласно правилниците за новата биолошка штетност. Ние во Македонија сме биле малце понапред и кога SARS-CoV-1 се упишувал во правилникот како биолошка штетност, се упишал како корона фамилија, со тоа самото и SARS-CoV-2 влегува веќе во биолошката штетност. Знаеме дека невниманието или непочитувањето на Законот за безбедност и здравје при работа или па незнаењето на одредени работодавачи донесе до заразување на многу работници без реорганизација на своето работно место, донесе до животно загрозувачка состојба. Имаме многу смртни случаи, што е жално за една држава, затоа што не има нас како социјален партнер кој што низ многу иницијативи, писма, соопштенија, обуки им кажувавме на последиците кои што ќе се случат од ова, се случуваат последиците, ние тоа сами не го работевме со стручни лица, инженери за безбедност и здравје при работа во делот со Македонското здружение при работа, го работевме со доктори по медицина на трудот и така натака. Има и еден дел каде што мораме да кажеме околу економските мерки што се носат во државата, го кажавме и претходно дека баравме заштита и сигурност на средствата што треба да стигнат до работниците и не само тоа, да се опфатат и оние работници кои што го изгубија работното место, кои што верувам сега не можат да ги платат ни сметките за обличните комунали и долговите се трупаат, имаат кредити и така натака, но очигледно дека тој слух ќе разговараме во 2021 година, се ставаат проблемите под тепих. Верувајте дека овие проблеми прерастуваат во еден социјален проблем, затоа што и оние кои што не им е COVID-19 признаено како професионално заболување, што добиваат 70%, 80-90% за боледување или они што идат во изолација заради тоа што биле во контакт со заразени, доаѓаат до едно намалување на моќта на граѓаните и на работникот и води само кон сиромаштија. И затоа се такви параметрите на одредени организации кои што работат во тој дел и кажуваат дека сиромаштијата во Македонија драстично расте. Уште повеќе ќе расте во 2021, ако не седнеме и да разговараме и во вистинска насока на потребите, ги насочиме овие мерки или го насочиме социјалниот диалог и социјалното партнерство. Но не верувам дека има слух, не верувам дека некој го препознава тоа како потреба и како реалност и како можност, но ние сме тука, како и секогаш, ќе се бориме со нашите предлози, ќе правиме притисок како што го правевме и во минатото, па ќе видиме. Значи, работниците
Без работниците не може да постои државата, не може да постои бизнисот, но и треба да го почитуваме и бизнисот кој што и оваа година беше, нели, знаеме, со многу уредби на влада, многу бизниси пропадна, отида и веќе нема да се вратат за жал, но мораме да наоѓаме нови решенија и да идеме напред и да бидеме оптимисти во тој дел. Благоја, ви благодарам за одвоеното време, за истрпните одговори. Се надеваме дека овие информации ќе допрат до широката јавност и со добро здравие се гледаме во новата 2021 година. Благодарам и за вас, за можноста, еве да искористам приликата на сите работници, граѓани на Македонија да им ја честитам новата 2021 година и новогодишните празници, божикните празници и пред се да им порачам дека ние сме тука кога имаат потреба да се обратат, секогаш ќе стоиме на браникот на одбраната на работничките права или за подобрување на нивните права или нивната екзистенција во животот. Нека е среќен, имајте убаво здравје и се гледаме во новата 2021 година. Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, сабскрајб и удрете на звончето.